Во оваа луѓе и места ќе ве вратиме малку назад во времето, а сепак ќе останеме во сегашноста. Инсертите од овие убавеци на 4 тркала веројатно веќе ви навестуваат дека преку нив ќе ве запознаеме со пасијата на еден човек кој им го продолжува животот на овие олдтаймери. Бейтула Селмани и професионално е поврзан со автомобилите, но од пред неколку години таа поврзаност ја надградила и со создавање на собствена колекција на олдтаймери кои реставрирани до најситен детал денес му пркосат на забот на времето. А токму тоа е и еден од поривите поради кои Бейтула им го продолжува животот на овие олдтаймери, покрај љубовта и пасијата кон нив. Посетата на еден музеј на олдтаймери во Виена била пресудна да ја разбуди љубовта кон старите возила кај него. Олдтаймерите, што во нив не кријат само механика, значи не се крие само кола. Ова е еден убав сплет на убави коли, значи каде што дизајните се многу интересни, значи од постарите дизајни на колите, самата механика, самата историја, значи култура на едно време, значи традиција за некој нешто, значи кој што се развива, значи сплет на неколку убави нешта, у суштина ја прават таа привлечност и кој што на некој начин ме насочија и ми дадоа поттик да ми биде и хоби и љубов на некој начин. Автомобилите во неговата колекција претходно се возеле по патиштата во Македонија. После реставрацијата, тие го живеат својот втор живот, но и сведочат за минатото. Нажалост, избор нема многу голем. Да се разбереме, ние и као република, знаете, од цела една бивша Југославија, сигурно дека не сме имале најмаркантните коли. Во принцип, критериумот е тие што се автентични, али помалку екзотични, значи за своето време што биле коли, нив да ги изберам пред се. Значи на прво место, значи тоа ми е. Предежно љубител сум на купеа, значи возила со 3 врати, тие некако ми доаѓаат повеќе дека се и од времето купено од некој љубител. Не по потреба, него некој што имал цел и желба нешто да направи. Претежно колите и сите коли што ги имам во колекција на некој начин, што ги реставрирам и што успеам, значи да ги реставрирам, се купени овде, значи. Тоа се овие коли кои што се некогаш возени и со овие патишта во оваа држава, значи. И тука, значи, емотивно сум врзан за таа тема, затоа што ајде некој мал придонес за зачувување на тие коли. Значи тоа е многу важно. И тоа е дел од нашата култура кај крајва, нели? И на нашите татковци и дедовци, значи кои што возеле низ овие патишта, значи во Македонија. И особено ми е драго, значи кога некоја кола, поготово кога гледам дека е помеѓу изборот дека ќе заврши во некој отпад во старо железо или да успеам да стигнам до незе па да ја поминеме низ раце, да ја реставрираме и да ја одржиме во живот. Особено ми е драг тој момент. Иначе колите убави се сите на свој, значи од своја страна, гледна страна, се убави. Повеќето од овие автомобили се купени од нивните први сопственици. Бейтула го знае нивното минато, па дури ги има и оригиналните нивни документи. Важен е моментот, значи, на собственикот кој бил. Поготово многу сум радосен дека некои возила сум ги купил од први собственици. Значи, иако се коли од преку 40 на години, значи, од први собственици кои што ги имаат земено, тоа е важен момент. Исто така се разбира состојбата, нивната состојба каросериска, механика и останато како изгледа. Иако тоа да не кажеме може да се среди. Ги одбегнувам, значи не може да се нафати човек да купи кола ако веќе е еднаш, јас викам да е помината низ раце. Тоа значи дека сменет мотор или механика или не знам, не дај Боже смениле многу нешта, тоа веќе не се враќа назад. Бейтула е голем влюбеник во автомобилите со 3 врати, популарно наречени купе. Еден таков модел на BMW, тој го вози за секојдневни потреби. Се работи за BMW 635 CSI, значи година производство 83-та, под дефолт не влегува у класични олдтаймери, али за некоја година ќе биде и класични олдтаймери, у класика влегува. Убава кола, многу убава линија, значи една маркантна серија на BMW историјата. Значи BMW по неколку коли се познава, една од нив е моделот E24 конкретно, овој модел. Значи ме исполнува потполно, ги има сите напредни технологии, иако е од 83-та година, со автоматски мењаче, потентен мотор, 220 коњи, значи вистински коњи, ќе речам.
значи потполна електроника со сите норми, значи кои што ги исполнува убав мотор и така. Претходната приказна ова кола е купена во Битола. Значи ја земав од човек кој што ја поседува, значи од самиот почеток. Значи некој нашинец кој што е иселеник, кој што работи во Канада. Долго време колата и стоеше во гаража во Битола. Беше солидна од аспект дека не беше удрена, немаше некои други кварови, али па комплетно ја реставриравме. Комплетно ја поминавме преку нов лак, механичкиот дел, значи и кочници, се останато, се е ново на него. Единствено каде што не е интервенирано, тоа е интериерот, има феноменален убав интериер, бизонска кожа кој што за времето било супер дополнителна опрема да се плати. За лаиците како мене, овој автомобил подсетува најмногу на популарните ПЗ или Лада од минатото. А вистината е сосема друга. Овој олдтаймер е еден од подрагите примероци во колекцијата. Fiat 125 специјал, значи многу кратка серија произведени значи на овој модел, значи 1970 до 72 година, значи само 2 години се произведува овој модел. Е наследник на 125-ка, значи стандардна. Иначе од него се произведени многу лиценци, затоа се познати, нели? И кај нас и денеска се возат многу од нив. Лиценца значи на полскиот Fiat, значи е тука. Тоа е една работа 125P југословенски, кој што се произведуваше во Хрватска. После значи има во Чиле, во Аргентина, значи, али најмалку во Италија. Конкретно овој модел е италијански и тоа ме исполнува. Убав модел, драго ми беше дека е земен, значи го купивме од прв собственик кој што го има купено. Значи цела папирологија и историја значи негова имам. Реални 900.000 километри, значи комплетно тотално го реставриравме, многу убав пример. Може да кажам дека е едно од моите најомилени возила. А меѓу поомилените за во летниот период е и уште еден Fiat од неговата колекција. Овој автомобил е шампион на Македонија за 2013 во категоријата олдтаймери во класата кабриолет. Ова е модел, значи Fiat 124 Pininfarina Spider, така се вика, или Fiat Spider Pininfarina. Зошто е тоа нагласок од Pininfarina? Значи ова е директно наследникот значи на Ferrari 275 GTS, значи на Ferrari кабриолет кој што се произведува 64 до 66 година, значи. Тие се произведени само 200 возила, прекинува тука, значи приказната, ги гледаме тие возила сега се продаваат и 10 на милиони долари. И после, значи, скоро 80% од тој дизајн е направен, значи, Fiat Spider Pininfarina. Затоа кога ќе видите доста нешта се слични. Чак од лаичка гледна страна, чак може и некојаш и да не се препознат, освен подолга хауба. Дизајнот е прекрасен, еден од маркантен дизајн. Pininfarina многу убави коли имат направено, али по ова мислам дека има еден така дебел подпис ставено на својата кариера. Многу убав екстериер, убави линии, интериерот исто така е многу добар. Мене ми причинува огромно задоволство и за возење. Летно време го возам, кое е убаво времето, малтене цело време. Прошла година скоро 3000 км направив, значи со возење со ова возило ме исполнува. Го исполнуваат Бейтула ваквите ретки автомобили, но уште посреќен ако пред нив стои ознаката купе. Така е и со овој Ford Taunus, порано чест учесник во сообраќајот кај нас. Се работи за Ford Taunus 15M, година на производство 1969, значи носи мотор 1500 кубика, 65 коњи. Значи убавото кај него е дека е 100% оригинално. Значи апсолутно нема ни едно штрафче кој што е додадено плюс. Значи тоа е убавото кај него. Интересна убава вожња има, убаво возење со тоа што за вакви типови на возила секогаш ќе помислиме дека е заден погон, преден мотор, заден погон, обратно е. Мислам во овој случај е преден погон, значи возилото е чудно значи за тие години за овој модел. Значи носи V мотор, 4 цилиндра, али повеќе кај нас го имало као со 4 врати, значи као седан. Ова е купе и така интересно ми е. Овој модел на Ford Англија е можеби единствениот ваков автомобил кај нас.
Наменете биле претежно за британскиот пазар, а денес тој има посебно место во колекцијата на Бейтула. Ова е Форд Англија 105E, значи година производство 62. Значи претходник на Форд Ескорт на некој начин. Возилото е доста популарно во свое време, значи во Англија. Претежно наменето, значи за англискиот остров, да кажеме. Во Европа, во континентална Европа малце помалку го има, кај нас сосема малку го имало. Значи, може да кажем дека сум среќник дека единствено колку што знаме во нашава држава станата е ова. Успеавме да дотераме, беше доста добра, малце дотерувавме некои работи и сакаме да ја одржиме во живот. Автентична е по неколку нешта. Мислам, она има така интересен дизајн, малце чак и контраверзен ти речам. Поготоа во задниот дел, значи задното стакло и напред очите, значи буквално очите, значи така е дизајнот на очи кај фаровите. Иначе поседува мотор од 997 кубика, 35 којски сили, сосема значи во економична класа на возила во тоа време, че влезена. Се вози интересно, многу интересно убаво возење, има меко возење, иако е така средна класа, али па затоа таквиот начин на конструкција на каросеријата дозволува и да се седи и во задните седиш, значи и крупен човек може да седне без никаков проблем да има. Значи чисто онака само за информација, контра задното стакло е и со цел направена. Значи Англија као дождлива држава, со тоа во времето кога немале бришачи воопшто помагало доста да цело време имат јасна и чист видик, значи позади. А сите овие автомобили да бидат во оваа состојба потребно е да поминат низ раце, како што вели тој, односно да поминат низ процесот на реставрација. Процес кој најчесто трае долго. Ние се опфатно ги работиме, значи не ја поминуваме само да нашминкаме, значи ги детално ги работиме, зависи од потребата, значи каква е. Зависи од состојбата каква е при купување. Значи има некои помалку, да кажеме, оштетени возила кои што може да поминат и со 2-3 месеца работа. Сериозна работа, значи може да се вратат во состојба како што ги гледаме надвор. А има и ситуации каде што се повеќе трае. Конкретно и джипот што го работиме позади нас, джип го нареков, тоа е Land Rover Defender. Преку 2 години, значи преку 2 години се работи на него, пошто темелно се работеше, одредени делови беа многу специфични, па чекавме од Англија да доаѓа, значи преку 3 месеци се чекаше на делови. Некои работи ги наоѓаме тука, сакаме све да е автентично, све да е оригинално. Многу е важно не само за нас, него било кој го сака да реставрира или треба да го реставрира како што треба од сам почеток или воопшто да не го чека. Нека остава, подобро нека остане на покриено место. Ако не они, нивни деца, нивни внуци некаде на крај ќе си најдат можеби задоволство сето тоа, ќе го реставрираат или крај крајва некој ентузијаст ќе го купи тоа и ќе го направи кој што треба. Имаме уште неколку возила каде што со време се надевам дека ќе влезат во процес на реставрација и да исто така и нив ги спасиме од времето, од забод на времето да не ги изеде и од друга страна да добиеме нешто кој што се убави. Значи, често пати овие возила ги споредувам со една убава уметничка слика или со една убава скулптура, пошто така се ме поврзува и години, и време, и поминато, и луѓе, и настани, и сето тоа, значи, интересно е. А токму љубовта кон нив ја разбудила и страста за фотографијата кај него. Наместо одјава следуваат неколку фотографии од објективот на Бейтула и воедно покана до вас да не следите за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.